Госпоѓо Габер Дамјановска, зборувавме за СЈО, тесно поврзано со тоа е масовното помилување кое што во еден период го направи председателот Ѓорѓе Иванов. На тоа му претходеше една цела операција преку Уставниот суд на укинување на измените во Законот за помилување од 2009 година и остана тогаш да лебди една правна дилема, а таа е дали воопшто имаше правна основа за помилувањата и дали тој фамозен член 11 на кој што се повикува Иванов во помилувањата е во правен промет. Да, сега мора малку по-елаборативно да образложам. Значи, основниот текст на законот е изгласан 93-та година. Измените и таму го има овој член 11. Така е. Таму го има тој член 11 на кој што се повикаа двајца председатели, да подсетам во минатото. Еднаш се повика Борис Трајковски, еднаш Бранко Црвенковски. Потоа во 2009 година донесени се измени кои што практично беа убаво вклопени во однос на основниот текст на законот. Тука се, како што знаеме, додадени неколку кривични дела, 4 кривични дела кои што не може да бидат предмет на помилување. Избришан е членот 11 и имаше некои други дополнувања кои што беа практично операционализација, значи нормирање на постапката преку која ќе се одвиваат самите помилувања во иднина. И сега наеднаш еден охридски адвокат доаѓа со иницијатива пред Уставниот суд и бара да се укинат овие измени од 2009 година. Да, и барањето се однесува буквално на се што е донесено како измени и дополнување во 2009 година. Тоа е сторено од страна на Уставниот суд, инаку јас по мојата логика на толкување на она што беше наведено во одлуката за укинување, мислам дека ако примениме на текстот на измените, истото тоа размислување и став можеме да го примениме и на основниот текст на законот. Сакам да кажам, немаше никаква разлика во однос на самата природа на уредувањето на тоа прашање. Но, како и да е, конкретниот член 11 остана да виси, но во која смисла? Се сметаше или се веруваше дека ако се укине целиот оној дел од измени и дополнување, заедно со она одредба која што вели дека членот 11 се брише, значи, се предпоставуваше дека се враќаме на претходната состојба во која што членот постои. Дали е така? Но тоа така не може да биде. Уставниот суд веќе има неколку примери такви во својата пракса, во која што експлицитно кажува дека еднаш избришана одредба не може да ја врати Уставниот суд во поредок, туку единствениот тело кое што може да ја врати е практично законодавниот дом или собранието. Сега импликацијата од ова што го зборувате е дека практично не биле правно засновани помилувањето од Иванов, ама и друго. Импликациите се влечат и до ден денес. Иванов практично сега нема правна основа да помилува според овој член 11. Нема, морам да појаснам и уште една работа. Одлуката на Уставниот суд е укинувачка, а не поништувачка. Тоа значи дека Уставниот суд со тоа што укинува прифаќа дека одредбите нема да постојат во правниот поредок од моментот на укинувањето и во иднина, а не од самиот момент кога таа одредба е креирана. Тоа би било поништување. Тоа значи дека од 2009 година па се до 2016 кога е направено укинувањето, член 11 не постоел во правниот поредок, и со самото укинување Уставниот суд прифаќа дека тој период постои. Значи, тој период во кој што таа одредба воопшто не постои во правниот поредок. И така и ќе продолжи да биде. Ако Иванов сега во еден момент реши да помилува некого и се повика на член 11 од Законот за помилување, што тогаш? Се повикува залудно, практично, затоа што тоа е непостојна одредба.